Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Скопје се сретна со представници на АЛДЕ од Европскиот парламент, учесници на конференцијата Quo Vadis Europa 2025. Гостите ја потврдија поддршката за деблокирање на македонскиот евроинтегративен пат и целосна интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Председателката ги презентираше своите предлози за излез од блокадата, а АЛДЕ изрази подготвеност да иницира решенија во Европскиот парламент. Тест периодот на проектот Безбеден град покажува позитивни резултати. Возачите во Скопје возат побавно, а бројот на сообраќајни незгоди, особено со тешки повреди и жртви, е во пад, изјави министерот Панче Тошковски. Тој нагласи дека брзината е клучен фактор за сериозноста на повредите и посочи загрижувачки глобални статистики. Граѓаните ќе можат да пријавуваат проблеми со системот преку посебен пункт во Министерството за внатрешни работи, онлайн платформа и мобилна апликација, додека тест-фазата трае до 1 февруари. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Ќафасан спречија увоз на над 26 тони замрзнато пилешко месо од Бразил. Пратката од 2167 пакувања е вратена во земјата извозник затоа што не ги исполнувала условите за увоз. Забраната е дел од мерките за спречување на внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца, со кој е стопиран увозот на животински производи од Бразил. Од 14 декември стапи на сила новиот возен ред на македонски железници, кој важи до 12 декември следната година. На хартија се предвидени 10 парапатнички возови, но во пракса сообраќаат само 7. Времено се укинати 2 локални воза Скопје, Велес и 1 за Битола поради реконструкција на пругата до 10 јуни. И понатаму нема возови кон Кичево и Кочани, ниту меѓународни линии. Македонски железници најавија и враќање во употреба на еден стар моторен воз, кој засега ќе се користи за празнични и комерцијални настани. Црна Гора на 16 декември ќе затвори 5 поглавја во преговорите за членство во Европската унија, откако сите земји членки дадоа согласност. Поглавијата се однесуваат на услуги, капитал, компании, земјоделство и рибарство. По ова, земјата ќе влезе во 2026 година со вкупно 12 затворени поглавја и ќе треба да затвори уште 20 за да стане членка до крајот на 2028. Франција се откажа од најавената блокада, а Германија порача дека е време да почне подготовка на договорот за пристапување. Бугарија официјално ќе го воведе еврото на 1 јануари 2026 година и ќе стане 21-та членка на Европската унија во еврозоната. Земјата ги представи националните дизајни на евромонетите, кои ќе влезат во европска циркулација од јануари. На монетата од 2 евра е прикажан Свети Пајси Хилендарски, на 1 евро Свети Иван Рилски, додека сите центи го носат мотивот на мадарскиот коњаник, споменик под заштита на УНЕСКО. Надписите се на кирилица со името Бугарија и ознаката за евро и центи. По новиот случај на лепра во Романија и затворањето луксузен спа центар, регионот повторно се соочува со страф од болест што се сметаше за минато. Ова потсети на случајот Белград, кога од 1981 до 1985 година пациент со лепра со години бил погрешно лекуван и слободно се движел низ градот. Диагнозата била поставена дури по 4 години, пошто епидемиолозите итно ги испитувале сите негови контакти. Тогаш било утврдено дека лепрата не била увезена, туку ендемски постоела во одредени делови на Србија. За среќа, по тој период не биле регистрирани нови случаи. Во Берлин заврши првата рунда разговори меѓу украинскиот председател Володимир Зеленски и американските представници Стив Витков и Џаред Кушнер, одржана во кабинетот на германскиот канцелар Фридрих Мерц. 5-часовните разговори продолжуваат и денеска. Мерц изјави дека целта е постигнување траен мир во Украина, додека францускиот председател Емануел Макрон нагласи дека Франција и понатаму ќе ја поддржува Украина. Од Москва порачаа дека Креми повеќе го следи ставот на САД отколку на Европската унија, обвинувајќи дека Европа сака продолжување на војната. Хозе Антонио Каст победи на председателските избори во Чиле со 58% од гласовите, означувајќи најостар политички пресврт надесно од крајот на воената диктатура. Во вториот круг тој ја порази левичарката Жанет Хара, која освои 42%. Каст ја темелеше кампањата на борба против криминалот и илегалната миграција, што привлече гласачи загрижени за безбедноста. Неговата победа се вклопува во поширок тренд на зајакнување на десницата во Латинска Америка, иако се очекува отпор за дел од неговите политики во поделен парламент. Суд во Хонг Конг го прогласи медиумскиот тајкун Џими Лај за виновен по сите 3 обвиненија, меѓу кои и заговор за дослух со странски сили и објавување бунтовнички материјали. Основачот на продемократскиот весник Apple Daily се соочува со можност за доживотна казна затвор, чија висина ќе биде одредена подоцна. Судењето траеше повеќе од 150 дена, а организациите за човекови права остро ја критикуваа пресудата, оценувајќи ја како удар врз слободата на медиумите во Хонг Конг.
Татко и син убија 15 лица на еврејски фестивал на плажата Бонди во Сиднеј, а австралиските власти нападот го квалификуваат како антисемитски терористички чин. Според ABC, во автомобилот на нападјачите биле пронајдени знамиња на ИСИС, а истрагата утврдува можни врски со терористичката организација. Таткото, кој имал дозволи за повеќе оружја, бил убиен од полицијата, додека синот е во критична состојба во болница. Премиерот потврди дека синот бил под надзор на безбедносните служби уште од 2019 година, но тогаш не бил оценет како закана.